Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Предизвикувачка учебна година за учениците. Од утре летен распуст. Емотивна средба во гостиварската гимназија на генерација која прослави 50 години од матурирањето. Македонско-хрватското друштво синоќа ја отвори долгоочекуваната изложба на цртежи од деца ученици на тема Хрватска низ времето. Од утре започнува летниот распуст за учениците. Оваа учебна година поради пандемијата се одвиваше во најголем дел со онлайн настава, додека само учениците од прво до трето оделение беа со физичко присуство. Денес беше последниот училишен ден за 9887 средношколци и 6659 основци од општина Тетово. Заврши учебната година која се изведуваше под посебни услови заради пандемијата. За учениците од прво до трето оделение наставата се одвиваше со физичко присуство, која беше организирана според здравствените протоколи, додека останатите има онлайн настава. Беа преземени сите мерки за да учениците се снабдуваат со нагледни средства за да може да ја следат наставата која што се одвиваше онлайн за учениците од четврто оделение па се до они до четврта година. За оние семејства и ученици што немаја можности да ја следат онлайн наставата, се организираа средби поединечни со родителите, се доставуваја материјали за да и оние бидат во тек на настаните. Исто така се обидовме да бидеме повторно дел на надпревари во национално, регионално ниво и дел од Erasmus Plus проектите надвор од државата. И имавме солиден број на успеси кои што ги достигнаа нашите ученици. И сума сумарум со оглед на околностите како што се одвиваше наставата, може да кажеме дека имавме една успешна реализирана учебна година во пандемиски услови. Неколкумина просветни работници од училиштата во Тетово, како и пензиониран кадар, ја загубија борбата со болеста COVID-19. Ова учебна година, за жал, борбата со COVID-19 го изгубија два директори од училишта во Тетово, бројот на наставници кои што беа активни, кои што починаа 8 наставници, исто така десетици ветерани на образованието кои што беа во пензиските години и тие ја загубија битката со COVID-19. Министерството за образование и наука во соработка со Комисијата за заштита од заразни болести и Министерството за здравство ќе утврдува како ќе се реализира наставата наредната година, што ќе зависи од состојбата со коронавирусот во земјата. Во Средното медицинско училиште во Гостивар се организираше отворен ден. Младите медицинари демонстрираа што научиле и совладале во текот на учебната година. Последниот ден од оваа учебна година Средното медицинско училиште во Гостивар го искористи за организирање промотивен настан. Во училишниот двор се одржа отворен ден, на кој учениците имаа можност да покажат што научиле и со какви знаења се стекнале од областа на медицината. На присутните им мереа крвен притисок, шеќер во крвта, а имаше и симулација на санирање повреди. Самите ковид мерки не ни дозволуваа претходно да го промовираме нашето училиште и откако се отворија мерките, откако се дозволи да се има некоја манифестација и плюс да немаме маски на отворено, ние решивме како завршен ден денеска на 10 јуни да го промовираме нашето училиште и сите активности кои што ги имаме во текот на годината, нашите ученици да покажат што научиле и покрај тоа што бевме онлайн, да покажат што научиле, како можеме да го промовираме, пред се да го превенираме нашето здравје, бидејќи како што знаете со целокупната ситуација здравјето ни е пред се. Отворениот ден доаѓа во очи уписите на полуматурантите кои почнуваат во понеделник.
Желбата на одговорните за образование во Гостивар е да има доволно ученици во сите средни училишта. Сите деца да се ориентираат на сите училишта, да бидат сите училишта полнати со ученици, да имаме што поголем број на ученици ова година и нормално им посакувам успех. Според конкурсот на Министерството за образование, во 4 гостиварски средни училишта може да се запишат вкупно 1555 полуматуранти, што е намалување за околу 400 споредено со претходно. Во гимназијата се отвораа 374 места, во техничкото 637, додека во медицина и економско по 272. Емотивна средба во Гостиварската гимназија на генерација која прослави 50 години од матурирањето. Некогашните гимназијалци си споделуваа спомени од средношколските денови, а се подсетија и како е да се седи во училишните клупи. Осмата генерација од гимназијата во Гостивар прослави златна матура. Училишното звонче утрово повторно ги собра во школските клупи, како порано кога биле ученици. Некогашните гимназијалци си споделуваа спомени од средношколските денови, разговараа за случките од младоста, како и за нивниот сегашен живот. Возбудени и со емоции зборуваа за оваа средба, која доаѓа 50 години по матурирањето. Од оваа генерација излегоа доктори, судии, економисти, професори и горди сме за тоа што сме го придонеле за Гостивар, рекоа славениците. Денеска се чувствувам навистина многу удобно, меѓутоа малку сум потresен затоа што не е лесно 50 години да доживееш и да се собира 25 луѓе овдека сите здрави и живи. Горд сум со тоа што сме дали за Гостивар, што сме извадиле оваа генерација наша од 37-8 колку бевме на наша генерација, на 35 завршија факултети, сите се има доктори на науки, има универзитетски професори, правници, врховни судии, така да јас сум многу горд со оваа генерација и се надевам дека и идните генерации ќе ни следат и ќе остават траги во Гостивар. Имаме со високо образование, значи 25 што сме завршили, имаме 6 правници, 6 доктори, 6 економисти, имаме 13 со висока, со ова ВПШ, така. Имаме 3 доктори на науки, имаме магистар и така натаму. Јас многу среќен се чувствувам што се собравме така тука и мислам дека ова е повод да се видиме. Има другари што не сум ги видел може со години така од разни причини и мислам дека е повод да се видиме, да поразговараме, емоции да изразиме и така натаму. Емотивната средба на некогашните гимназијалци започна пред училиштето, а свечениот момент беше овековечен со заедничка фотографија. Оваа генерација матурирала во 1971 година, како 8 поред на Гостиварската гимназија. Македонско-хрватското друштво синоќа ја отвори долгоочекуваната изложба на цртежи од деца ученици на тема Хрватска низ времето. Децата работеа под менторство на ликовниот уметник Славчо Максимовски. Изложбата беше отворена во фоајето на Центарот за култура во Тетово. Море, неверојатни градби, автентични улици. Прекрасната архитектура на Хрватска децата ученици успеаја да ја преточат во цртежи кои ги насликаа под менторство на ликовниот уметник Славчо Максимовски. После подолго време со олабавување на мерките, цртежите беа изложени конечно во фоајето на Центарот за култура во Тетово, а изложбата ја организираа од Македонско-хрватското друштво. Представена е различна хрватска архитектура, представен главниот град на Хрватска, но особено можам да кажам дека даден е акцент на приморска Хрватска. Навистина ние можам да кажам дека ни представува чест што по олабавувањето на мерките можевме да ја организираме денешната изложба. Така да благодарност до сите оние кои што присуствуваа.
Како почесен гостин на изложбата беше и амбасадорката на Хрватска во Македонија Ниве Стигањ. Pa ja sam zaista ugodno iznenađena. Јас сум навистина пријатно изненадена со изработките на децата. Импресионирана сум навистина и не можам да верувам дека тоа се цртежи на деца од 11 години. Секоја чест за идејата и за организаторите. Оваа изложба ме донесе во Тетово и за прв пат на посета кај македонско-хрватското друштво. Соработката меѓу двете земји е одлична секогаш. Блискоста на нашите народи е постојана, како интензивната комуникација. Супер би било кога овие цртежи би можеле да ги прикажеме и на децата во Хрватска. Уметноста може да ги зближи народите и да го направи светот поубав, смета ликовниот уметник Славчо Максимовски. Тој додаде дека со задоволство работел со дечињата на изработка на цртежите. Работевме со децата наменски, за Хрватска, затоа што имавме покана од Друштвото на хрвати и македонци во Тетово. Така да јас сметам дека децата од најмала возраст треба да ги учиме да ја сакаат сопствената држава, но да ги почитуваат сите други. Така да јас лично имам искрено огромна љубов према Хрватска како земја, а и децата верувам, и ни беше задоволство и чест да твориме на оваа тема. Мислам дека сите посетители кои што ќе бидат задоволни од тоа што децата се работеле. Се работеше на најразлична техника, значи и акрил на картон, и акварел, и туш, и молив, така да мислам дека има една разновидна програма и се надевам дека ова соработка со Сдруженијето нема да престане. Се надевам за едни убави планови, затоа што мислам дека уметноста треба да ги спојува и народите и севкупно луѓето во светот. Мислам дека уметноста може да го направи светот поубав. Како дел од изложбата беа и девојките од триото Шербет, кои исполнуваа низа македонски и хрватски песни и ги забавуваа присутните со својата музика. Вчера вечер со проекција на 6 филмови започна 9-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out. Ќе трае 4 дена и проекциите ќе се одвиваат на отворено во спомен куќата на КПМ во Тетово. 6 филмови вчера вечер беа прикажани пред присутните на филмскиот фестивал Watch Out. Во пријатен амбиент, љубителите на филмската уметност можеа да уживаат во краткометражните филмови. Филмската магија продолжува и во наредните денови, во кои ќе бидат прикажани филмови од повеќе европски земји. Вечерва имаме 6 филмови од Шпанија и Белорусија, кои што припаѓаат на 3 категории, како кратки филмови, документарни, анимирани и експериментални. Во секоја категорија има и победнички филм. Филмскиот фестивал Watch Out е во организација на Центарот Лоја, а е поддржан од Гете институтот од Скопје. Истиот ќе трае до 12 јуни. Проекцијата на филмовите пак се одвива на отворено во дворот на Музеот на Комунистичката партија во Тетово. Затворен угостителски објект во Желино, бидејќи работел спротивно на законските прописи, а во него покрај гостите биле затекнати 13 женски лица кои ги забавувале. Во полицијата регистрирани и неколку случаи на физички напади. Вчера вечер полициски службеници од СВР Тетово во координација со инспектори од Државниот пазарен инспекторат извршиле контрола во угостителски објект во село Желино, при што било констатирано дека објектот работи спротивно на прописите на владата, донесени за работа на угостителски објекти за време на епидемија. Во објектот биле затекнати 19 лица гости и 13 женски лица кои ги забавувале. Од нив 8 биле државјанки на Република Албанија и 5 македонски државјанки. Сопственикот и 13 женски лица биле лишени од слобода, а по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Објектот бил затворен од Државниот пазарен инспекторат. Ноќеска околу 3 часот и 15 минути полициски службеници лишиле од слобода 37 годишен гостиварец, кој 1 час претходно во нивниот дом физички ја нападнал неговата 29 годишна сопруга. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера 27 годишна гостиварка во полицијата пријавила дека на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар физички била нападната од 39 годишник од Чегране, со кого претходно била во љубовна врска. Случајот целосно е расчистен и на лицето ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Во СВР Тетово вчера вечер во 23 часот и 50 минути 33 годишникот Тетово пријавил дека половина час пред тоа бил физички нападнат од едно лице. Според пријавеното, напаѓачот употребил и тврд предмет со кој го удрил по главата. Се расчистува и документира случајот. Вчера 50 годишникот Тетово пак пријавил дека пред неговиот дом на улица Ѓорче Петров во Тетово физички бил нападнат од соседот со кого имале нарушени односи. Според пријавеното во нападот, тој користел и метален предмет. Случајот целосно е расчистен и против лицето ќе следува поднесок, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Во рок од 3 часа полицијата вчера на Тетовското подрачје открила и законски санкционирала 19 возачи поради пречекорување на максималната дозволена брзина. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци. Во рамките на континуираните активности што ги презема СВР Тетово, полициска станица Тетово, за поголема безбедност на патиштата и улиците на поширокото Тетовско подрачје. Вчера вечер од 20 часот и 30 минути до 23 часот и 30 минути. Спроведена е уште една контрола на брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. Во контролата реализирана со така наречен ноќен радар на 2 пункта на улица Маршал Тито во Тетово и на клучката за Тетовско камењане биле откриени и законски санкционирани вкупно 19 прекршоци, односно пречекорување на максимално дозволената брзина. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци. Непосредно со брзинските продолжуваат и контролите за возачи без положен возачки испит и валидна дозвола за управување. Во изминатите 5 месеци во Тетово и Тетовско вкупно биле откриени и санкционирани 585 лица кои седнале зад волан без дозвола, претежно млади, а кои најчесто управувале патнички моторни возила, нивна или собственост на најблиски роднини или пријатели. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.